Денеска дополнителната министерка за финансии Елена Петрова беше во работна посета на општина Кочани, каде посетија неколку приватни компании во Кочанско и виничкото стопанство, каде беа разменети разговори и информации за тековното работење, како и за потребите и проблемите на истите. Денеска имавме задоволство да се сретнеме со компании од Виница и од Кочани. Се сретнавме со Термостил и Еврометал од Виница, Алемар и Алемар инженеринг од Кочани. Ке продолжиме со Антура во Кочани и со пробиштипските Табмак и Булмак. Истовремено ја искористивме посетата и за да се видиме со представници од подрачните единици на министерствата овде во Кочани. Петрова најави дека вакви посети на општини и на фирми ќе се прават и во наредниот период со цел по непосредно запознавање со состојбите. Во изминативе денови веќе работиме на посета на представници од приватниот сектор, од компаниите во нашата земја. Се среќаваме со различни компании, мали, средни, големи, компании со државен домашен капитал, со странски капитал, компании со кои обстојуваат до 15 години, повеќе од 15 години, еве компаниите во Пробиштип се и такви што обстојуваат во економијата и уште од времето на социјалистичка Југославија. Значи, нашата заложба е да бидеме во линк и во отворен контакт со бизнис секторот, за да може да креираме политики и мерки, економски, даночни, монетарни, мерки во делот на јавните финансии за инвестициски намени, се со цел да обезбедиме поддршка на компаниите, да ја зголемат продуктивноста преку модернизација, техничко-технолошки иновации, енергетска ефикасност, да ја зголемат конкурентноста со излез на странските пазари и слично. Само така ќе ја покренеме македонската економија и ќе обезбедиме одржлив економски раст, што е визија на економската платформа на ВМРО-ДПМН. Во делот на актуелните состојби во содржавниот буџет, дополнителната министерка Петрова изјави: Во овој период од почетокот на годината до распишувањето на изборите, односно до 15 февруари. Имено во овој период владата се задолжи со нови 315 милиони евра на домашниот пазар, и ова задолжување е поголемо дури за 281 милион евра повеќе во однос на истиот период од минатата година, што изразено во проценти е зголемување за околу 840%. Ова задолжување владата го користеше во најголем дел за финансирање на буџетскиот дефицит кој беше генериран во овој период. Имено владата потроши многу повеќе средства отколку што прибра од даноци, придонеси и други буџетски приходи и со тоа генерираше буџетски дефицит во овој период од 208 милиони евра, што е исто така двојно поголем, значи за 101% поголем од буџетскиот дефицит што беше создаден во истиот период од минатата година. Денешната посета на Кочани, министерката Петрова, која од редовите на опозицијата, ја искористи да се сретне со локалните фактори од општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Кочани.